Често пати не прашуваат, почитувани пријатели, за нашиот став во спорот со името. И тука, почитувани пријатели, Гром се разликува од другите политички партии. Ние нема да велиме дека нашиот став ќе го кажеме тогаш кога ќе дојдеме на власт. Ниту пак ќе пробуваме да се криеме зад референдумот, зад граѓаните. Нам граѓаните ни дават мандат и не плаќаат да го слушнат нашето мислење, зашто тие на тоа имаат право и зашто за тоа не бирале. Сакам да прашам. Македонија заслужува аплауз. Само да ве потсетам, почитувани пријатели. Ајде малку сите сме заборавиле. Нели не натера да го смениме уставот и да се откажеме од грижата за нашето национално малцинство во соседните земји, така ли беше? Нели не натераа да го промениме знамето, се сеќавате? И ни го ставија најсмешното име на светот, поранешна Југословенска република Македонија. Значи, веќе направивме 3 големи оставки. Во меѓувреме, одуставно име не признаа 135 земји, меѓу кои и двете светски суперсили Америка и Русија. Исто така, добивме спорот за името на Меѓународниот суд за правда. Ева, почитувани пријатели, ако меѓународната правда стои зад нас, можно ли ние самите да не стоиме зад себе? Секако дека тоа не е можно. И затоа Гром ќе се залага за овие ставови. Единствен компромис, што како политичка партија можеме да прифатиме, е двојната формула за името. Република Македонија за севкупна употреба, а со Грција да се договориме за името во меѓусебната комуникација. Со уште еднаш сакам да кажам дека секогаш нашите ставовите на Гром ќе бидат јасни и гласни. Воопшто не ни е битно дали тие ќе кореспондираат со власта или пак ќе бидат исти со опозицијата. Тоа се наши ставови, ќе бидат дебатирани и усогласени на највисоките партиски органи. Наша цел не е да ослабнуваме опозицијата, туку да ја поттикнуваме. Ниту пак наша цел да ја зајакнеме власта, туку имаме намера да ја отрезнуваме власта. Само сакаме да учествуваме равноправно во политичкиот надпревар, да ја зголемиме политичката понуда, зашто граѓаните на Република Македонија за тоа имаат право. Имаат право на избор, како што граѓаните на Карпош имаат право на избор после 16 февруари.